Почитувани, се случува хаос во земјоделството. Земјоделците се оставени сами на себе, едвај да преживуваат во тешки услови. ВМРО ДПМН и Цветан Трипуновски ниту знаат, ниту имаат капацитет да креират вистински политики за развој на земјоделството. Лажеа пред избори дека ќе донесат нови мерки, дека ќе има повеќе пари за субвенции. Реалноста на терен е се посурова, а македонското земјоделство тоне секој ден. Оваа година откупната цена на пченица падна драстично. Само 12 денари за килограм, па дури и помалку. 25.000 земјоделци кои произведуваат пченица на 70.000 хектари се директно засегнати. И овие 12 денари што Трипуновски сака да ги представува како висока откупна цена на терен се пониски. По 12 денари за килограм ќе биде откупено само еден мал дел или околу 20%, а другото од околу 80% ќе биде откупено по цена од 10 денари. Во време на владите на СДСМ, во време на жетва, пченицата се продавала и по 17 денари за килограм и тоа не е така одавна. За да им помогне, СДСМ заедно со земјоделците поднесе и амандман за поддршка од 5 денари по килограм за предадена пченица, но власта немаше слух. Не е само проблемот со откупот на пченицата и ниските цени. Власта скрати пари од земјоделците. 477 милиони денари помалку има во новиот ребаланс. Од вкупниот годишен буџет за субвенции, кој во моментот е 7,2 милиарди денари, се крати на 6,7 милиарди денари. Само за споредба, во 2024 се исплати 8,4 милиарди денари. Од овие бројки се гледа дека буџетот за субвенции е намален за близу 30 милиони евра. Лозарите и оваа година повторно беа превеслани од Трипуновски. Според законот за вино, обврската на Министерството е да објави производна цена најдоцна до 15 јули на двете најзастапени сорти грозје, Вранец и Смедеревка. Тоа не се случи. Бидејќи рокот е поминат, го повикуваме Трипуновски веднаш да ја објави. Во интерес на јавноста, лозарите и откупувачите на грозје треба да се знае дека по објавување на производната цена се формира продажна цена, а таа треба да се зголеми за 25% од производната. Очено е тоа што оваа година Трипуновски како историска цена се обиде да ја прикажува откупната цена од 21,3 денари за Вранец и 18,9 денари за Смедеревка. Замислете, за историска цена се зборува која е зголемена само за 50 дени. Срамно и понижувачки. Благодарам.